Почитувани гледачи, добар ден на 14 часот, почеток на ново отворено студио 1 на 1 ТВ. 7 мај, денешниот ден ќе биде запаметен во македонската историја како како ден во кој што за прв пат папа доаѓа да ја посети нашата земја. Секако сите вести во текот на денешниот ден се вртат околу посетата на папата, па така ќе биде и во овој прв блок отворено студио 1, кој всушност е продолжение на она отворена програма која што можевте да ја следите уште рано изутрина на 1 ТВ, поврзана со, како што претходно споменав, историската посета на папата Франциск на Македонија. Во студиото сум со моите колешки Лепа Џундева и Елена Милошевска. Лепа ја следеше посетата на папата заедно со колегата Чаловски уште при неговото пристигнување на Скопскиот аеродром. Со неа секако ќе разговараме за незиното видување и за тоа како протече до сегашниот дел од посетата на папата, но пред да разговараме, јас ќе предложам колешката Елена да ги прочита содржините кои што денеска ги подготвивме за гледачите. Повели. Така, значи, добар ден, почитувани гледачи и од мене. Како што веќе споменавме, денешниот ден е во фокусот на доаѓањето, односно посетата на папата, но секако, освен преносот од неговата посета, ние денеска на програмата на 1 ТВ ќе ви презентираме и други содржини кои што ќе ги гледате во текот на денешниот ден. Во овој прв блок отворено студио 1, секако ќе поразговараме со нашата колешка Лепа Џундева, која што всушност беше во вила Водно, каде што папата се сретна со државниот врв, а исто така ќе погледнеме и изјави, односно токму изјавата на папата Франциск и на председателот Ѓорѓе Иванов, односно председател во заминување веќе. Потоа ќе го вклучиме и колегата Владко Чаловски од домот на Арма, каде што таму ќе има пресконференција исто така поврзано со посетата на папата, па потоа следуваат вестите со колегата Александар Петревски, веќе добро познатиот термин втор блок отворено студио 1, 15 часот и 20 минути. Се враќаме повторно назад во студиото со мене и колегата Антонио Крстевски, каде што како што го третиравме изминатиот период, така и денеска, а исто така и по посетата на папата ќе зборуваме односно токму за оваа историска посета со оглед на тоа дека папата Франциск прв пат доаѓа во Македонија. Ќе разговараме со Јасмина Миронски, новинар токму на оваа тема, историската посета, а потоа со колегата Дејан Андоновиќ, како што е веќе познато и како што е редот, ќе ги анализираме вестите од регионот и од светот, па следуваат повторно вестите во 16 часот со колегата Александар Петревски, се извинувам, и исто така Кујна, односно Маја Готви. Во 17 часот се враќаме повторно во отвореното студио, но она што е веќе познато е дека ние третираме на вистина различни теми, па така да и овој пат, освен посетата на папата, ќе разговараме за една друга тема, тоа е дека за сајмот на книгата во Скопје, кој што ќе се одржи од 8 до 14 мај. По завршувањето на овој трет блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно Звезда број 1, музичко талент шоу, потоа ексклузив со Кристина и Стефани, веќе добро познатото студио мода со Сергеј Варушлија. 19 часот и 20 минути започнува, односно вечерашното отворено студио 1, кој што овој пат ќе го води колегата Александар Чумовски, па потоа следува дневникот во 20 часот со колешката Кристина Атовска. Секако 21 часот термин резервиран вторник, односно резервиран за авторската емисија на Гордана Дувња, као по завршувањето на авторската емисија продолжува отвореното студио 1 и секако денешниот ден го заокружуваме со вестите во 22 часот и 50 минути. Накратко тоа е она, сега ние продолжуваме понатаму. Така е, да се вратиме на почеток, односно историската посета на папата Франциско во Македонија. Лепа, како што споменавме ти и колегата Чаловски, бевте, односно сте репортерите кои што ја следите денешната посета. Еве да почнеме од почеток, од неговото слетување на Скопскиот аеродром. Твое видување за почетокот и текот на Ти благодарам. Како што спомна, ова е историска посета, ова е прв папа кој што стапнува на македонско тло. Утрово во 8:15 пристигна на меѓународниот аеродром Скопје. Го дочека
заеднички председателот Иванов и премиерот Заев, се разбира со делегација во која што беа, како што добро видов, министерот Димитров, градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, имаше представници од католичката црква и оттаму се упатија кон Вила Водна. Морам да кажам дека ние представниците на медиумите бевме стационирани во Вила Водна уште од раните утрински часови, значи околу 6 часот и половина до отприлика 7 требаше веќе да сме таму поради безбедносни причини и ние немавме пристап внатре во вилата каде што се одржуваа средбите со државниот врв. Ние бевме сместени надвор под еден голем шатор, имаше видеобим каде што можевме да проследиме поточно обраќањето на папата Франциск и на председателот Иванов. Секако, околу 9 часот пристигна во Вила Водна, откако прв дојде председателот Иванов секако, па потоа пристигна папата, тој го пречака на црвениот килим. Тука беа, еве како што може да се види според инсертите, се интонираат двете химни. Прво се интонираше химната на Ватикан, веднаш потоа се интонираше и химната на Република Северна Македонија. Се упатија надолу и по скалите каде што ги дочека големиот број министри, начело со премиерот Заев, веднаш до него стоеше новоизбраниот председател секако Стево Пендаровски, министерката за одбрана Шекеринска, тука беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот за надворешни работи Никола Димитров, беше вице-премиерот Бујар Османи, имаше представници од Министерството за надворешни работи, ми се чини, барем како што бевме ние долу сместени, како што можевме да видиме, државниот секретар на МНР Виктор Димовски, тука беа бискупот Киро Стојанов, представници на католичката црква и сите заеднички го дочека и влегоа внатре. Инаку морам да споменам дека уште на самиот почеток, додека ние чекавме да пристигне папата, пристигна голем број на дипломатски, поточно целиот дипломатски кор. Не знам кој амбасадор се не видов што влезе во Вила Водна, тука беа големиот број министри, имаше доста јавни личности кои што придонеле нешто за нашата земја и сите беа внатре во Вила Водна, во посебна сала, каде што беа сместени и го чекаа неговото обраќање. Еве може да се види на инсертите, тие веќе влегуваат во овој момент внатре, ќе се поздрави со премиерот и со останатите министри. Инаку внатре има средби и тоа оделни средби. Во една просторија папата Франциск имаше средба со председателот Ѓорѓе Иванов и неговото семејство, тука се размениле подароци. Втората средба трае од прилика околу 10 до 15 на минути. Морам да кажам дека апсолутно се беше по протокол. Значи, како што беше предвидено во агендата, така и течеше. Немаше каснење, немаше буквално дури пред предвиденото. Дури пред предвиденото, да, тоа што е прилично зачудувачки, да. За во Македонија особено. За нас токму така. Исто одма после средбата со председателот Иванов имаше средба со премиерот Заев и неговото семејство и таа средба траеше од прилика 10 на минути. И потоа заеднички со председателот Иванов се упатија во салата каде што ги чекаа сите представници, значи тука беа министрите, беа амбасадорите, беше лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, кој што го видовме кога влезе во Вила Водна, исто така и како што споменав останати представници. Значи без разлика на политичките убедувања, дали се во власт или во опозиција, сите заедно. Сите заедно, седнаа. Меѓутоа, какви се пораките понатаму? Тука доаѓа моментот, кога пораките ќе треба да ги видиме. Елена, со која да почнеме? Па, еве, јас предлагам да почнеме со пораката на папата, со оглед на тоа дека еве ова е негова прва всушност посета. Тој имаше една навистина интересна порака каде што вели вашата земја е мост помеѓу истокот и западот и место каде што се сливаат многу културни струи, но сепак да погледнеме делот неговата изјава, јас да не должам многу, бидејќи сепак он имаше и подолг говор, па да слушнеме што кажа тој. Мултиетничкиот и мултирелигискиот состав на вашиот народ, плод
на богатата историја, но и на заплетените и комплексни односи воспоставени во текот на минатите векови. Оваа мешавина од различни етнички припадности и религиозни култури овозможи да се постигне мирен и долг соживот, во кој различните идентитети знаеа како да се изразат и да се развиваат без да ги негираат, угнетуваат или дискриминираат останатите. На тој начин се воспостави уште подобар однос од толеранцијата. Знаеа да покажат почит. И така, на тој начин дадоа облик на односи кои што од овој аспект ве прават пример на кој што треба да се угледаме за мирен соживот во меѓусебен реципроцитет. Овие посебни карактеристики во исто време се од голема важност за патот кој што побрза интеграција со европските земји. Посакувам оваа интеграција да се одвива позитивно за целиот Западен Балкан, како и тоа дека секогаш ќе се одвива почитувајќи ги различностите и основните права. Овде всушност различната верска припадност на православни, муслимани, католици, евреи и протестанти, како и етничката припадност на македонци, албанци, срби, хрвати и други, создаваат мозаик во кој секое камче е неопходно за оригиналноста и убавината на целата слика. Убавина која ќе го достигне својот најголем сјај кога ќе можете тоа да го пренесете и да го всадите во срцата на новите генерации. Сите напори што се прават за да можат различните религиозни изразувања и различните етникуми да најдат заедничко поле на меѓусебно разбирање во достоинство на секоја личност и следствено на тоа како гаранција за основните слободи, кои никогаш нема да бидат залудни. Напротив, ќе помогнат во потребното засадување на мирна и плодородна иднина. Да, погледнавме дел од изјавата на папата, односно неговото обраќање и она што можевме сите тука и да слушнеме во студиово. Лепо е тоа дека всушност папата повикува нели на обединување, на сплотување, потоа исто така тој напомена дека всушност Македонија на некој начин ние сме земјата која што го поврзува истокот и западот, не обединува. Да. Хајде да прокоментираме. Тоа беше всушност една од битните пораки, само што почна неговото обраќање, тој прво се заблагодари дека и кажа дека е среќен што дошол на 25 години од воспоставување дипломатски односи помеѓу Ватикан и Северна Македонија и кажа вашата земја е мост помеѓу истокот и западот. Токму овие различни верски и етнички култури треба да бидат еден мозаик во кој што секој камче ќе има своја оригиналност. И во тој мозаик вие треба да ја пронајдете својата оригиналност и да се сплотите. Тоа е главната порака кој што тој денеска сакаше да им ја пренесе на државниот врв, на представниците на владата, на опозицијата, на сите што го слуша. Меѓу што тој исто така се заблагодари за мигрантската криза, дека нашата земја помогнала многу за време на мигрантската криза во 2015-2016 година. Ја спомна Каритас како организација на католичката црква која што беше доста присутна тука, беше присутна и за време на бегалската криза во двата транзитни центар Винојук и Табановце. Она што го спомне исто така Свети Кирил и Методи, се заблагодари тоа што македонска делегација секоја година го посетувала Ватикан за време на поточно за денот на светите браќа Кирил и Методи и неизбежно светицата мајка Тереза. Значи тој кажа мене ми е чест што сум
во земја која што во еден град на една толку голема жена, на една жена на која што цел свет има восхит кон неа, на една жена која што потекнува од Скопје, меѓутоа се нарекува Мајка Тереза од Калкута, и ќе ми биде драго кога ќе пристигнам во нејзиното место, поточно еве денеска во Скопје, и дека ќе застане пред неа и ќе се помоли и кажа дека Мајка Тереза треба всушност да биде она што ќе ги обедини идните генерации да размислат каков живот треба да имаат понатаму, и дека токму тоа сплотување на етничките разлики и на верските заедници треба да биде токму тој мозаик од оригинални камчиња кој што ќе создаде едно убаво општество. Исто така кажа дека Ватикан ја поддржува Северна Македонија уште од времето на осамостојувањето, од независноста па досега, дека будно ја следи ситуацијата и дека и дава поддршка за евроинтегративните процеси. Секако тоа го кажа како прв човек на Ватикан. На Ватикан. Така е, во председателската резиденција обраќање имаше секако и председателот Иванов. Интересни беа пораките на председателот. Да, генерално тој се посвети внимание и на политичките случувања во Македонија, меѓутоа ќе го прокоментираме и тоа, само да ја видиме и слушнеме неговата изјава. Режија може. Воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Светиот престол. Благодарни сме за континуираната поддршка за нашата европска интеграција и воопшто за напредокот на нашата држава. Одличните билатерални односи се надоврзуваат на длабоката и вековна доверба и почит на македонскиот народ кон Светиот престол. Ваша светост, вашата апостолска посета на Република Македонија е полна со символика. Но тука има еден проблем. За современиот човек символот е испразнето суштината. Слободата, еднаквоста, правдата, човековите права се символи што ги инспирирале генерации да се борат против робството, сиромаштијата, неправдата и уништувањето. Денес овие зборови почнаа да го губат значењето. А кога зборовите и символите го губат нивното значење, луѓето ја губат нивната слобода. Но во христијанството, символот не е само сликовита представа за суштината, туку сад што во себе ја содржи самата суштина на она што го представува. Изворното значење на символот е препознавање и поврзување на два дела од една целина кои иако долго време биле одвоени, сепак меѓусебно се совпаѓаат. Посланието до Диогнет зборува за ваквата природа на символот. Бидејќи христијаните не се разликуваат од другите луѓе според територијата, говорот или пак обичаите, тие живеат во своите земји, но само како кираџии. Тие учествуваат во се како граѓани, ако поднесуваат секое бреме како тугинци. Секоја странска земја има татковина, а секоја татковина тугина. Нивниот престој е на земја, но тие се граѓани на небото. Председателот во заминување Иванов, како што споменавме, доста политички пораки во неговиот говор и обраќањето кон папата. Во еден момент председателот му порача на папата дека доаѓа во момент кога државата е тешко ранета. Токму така, за разлика од папата Франциск, председателот Иванов упати доста политичка порака. Тој кажа, вашето доаѓање е една символика. Доаѓате во време кога има длабока општествена поделеност, во време кога црквата и џамијата се злоупотребуваат, и побара од папата да помогне во обединување на различните култури, на различните верски, етнички култури во земјата. Исто така и имаше порака до граѓаните на самиот крај од неговото обраќање. Тој кажа, без разлика на која верска, каква етничка припадност имате, дали сте православни христијани, дали сте муслимани или друго,
време е да ја разберете пораката која што неговата светост ја донесе тука во земјата со неговото доаѓање. И со самото тоа да се обедините, се надевам дека ја свативте пораката, затоа што да не биде предоцна. Да. Така да, од прилика тоа е пораката која што ја испрати Иванов, како можеби една од последните пресконференции кои што ги држи во Вила Водно како претседател. Да, со оглед на тоа дека на 12 на државата. Така е, исто така и Чаловски во овој момент го имаме на терен. Така, да, треба да го имаме односно во живо да го вклучиме колегата Владко Чаловски. Ако не се лажам, тоа е пред односно во домот на Арама, во новиот прес-центар, каде што исто така ќе ги сподели најновите информации од таму. Чаловски, повели. Здраво Антонио, здраво Елена, здраво Лепа. Ве слушав внимателно за оно што дискутиравте и ако ја доловивте цела слика од Водно, следната станица на папата Франциск секако беше меморијалниот центар Мајка Тереза, каде што најпрво оствари средба со првите представници на религиските заедници, а потоа папата Франциск одвои и околу половина час каде што во дворот на меморијалниот центар, како што можеше да се забележи и низ преносот во живо, и слуша една самохрана мајка која што ја раскажа својата тажна приказна, меѓутоа се заблагодари за целата поддршка. Овде исто така, иако приметив дека на социјалните мрежи, како и на интернет порталите пишуваат дека се сретнал со маргинализирани лица, сепак сликата не е тоа кој што го всушност го доловуваше. Во секој случај, после таа средба пред, односно таа мала миса пред во дворот на меморијалниот центар на Мајка Тереза со папа мобилот, папата Франциск се упати кон плоштадот, главниот централен плоштад, каде што пак пред да започне неговата свечена миса пред неколку илјади граѓани кои што беа присутни на плоштадот, сепак можеше да се забележи дека беше видно расположен да ги поздрави сите оние кои што со нетрпение го очекуваа неговото доаѓање во Македонија и оваа негова прва историска посета. Пред самата миса, прв кој што се обрати кон граѓаните, како и кон папата Франциск, беше Фабијан Штеду, кој што е ѓакон, а потоа продолжи папата, од кој што, ако се земе во предвид целиот негов говор за време на таа литургија, зборовите кои што онака останаа за паметење, беше она кое што тој го рече дека сме навикнати на тврдиот леп на дезинформацијата и затоа завршивме како затвореници на дискредитацијата. И порача дека сме гладни за братство, гладни за сочувство едни кон други, да се грижиме сите едни за други, бидејќи тоа е можеби она кое што најмногу сме го заборавиле, секако земајќи глобално. Сите негови пораки беа во духот на емпатијата, на сочувството, на солидарноста, како и тоа дека сите ние мора да се грижиме за оние за кои што најмалку се грижат. При тоа слушнавме нели барем во Вилата Водно, еден од фокусот на неговиот говор беше токму она патешествие на бегалците мигранти од своите држави. По свечената литургија се одржа евхаристичка служба, односно давање дарови кон папата Франциск, за потоа тоа да продолжи со обраќањето на монсеньорот Киро Стојанов и на крај со едно завршно обраќање на папата секако во рамки на таа негова литургија. Веднаш откако заврши тој дел, во медиа центарот, во домот на Арама, каде што сме сместени денеска, дојде премиерот Зоран Заев, кој што исто така ја коментираше неговата посетата на папата Франциск, кој што рече дека токму оваа посета говори за тоа колку Македонија напреднала во меѓународната заедница и всушност е еден вид патоказ за тоа каде сме сега на светската мапа. Зоран Заев исто така ги упати тие пораки слични на папата, дека и ние како општество, кое што е веќе препознаено во меѓународната заедница како едно мултирелигиско, мултикултурно, мултиетничко општество,
едно општество за сите е веќе препознаено во светската јавност, па затоа и овој дар, односно оваа посета на папата Франциск, за кој што неминовно рече Заев дека чувствуваат дека новаа држава ќе и помогне во нејзиниот евроинтегративен процес. Прашан да го искоментира говорот на Иванов, Заев кратко само се обрати дека на еден ваков ден треба да се зборува за сплотеност и солидарност, а не за разминување меѓу себе. И како што рече, она што Франциск овде можел да го забележи е тоа дека Македонија е Европа во мало, па така се стремиме да бидеме пример за целиот Западен Балкан, а со тоа и целосна интеграција во ЕУ и НАТО. Накратко ова можам да го раскажам, освен ако не додадам уште неколку детали, дека морам барем организацијски да ја пофалам да го пофалам целиот овој настан, како и безбедносниот протокол. Навистина ова беше едно ново искуство не само за институциите, туку и за нас новинарите, што можеше да се забележи. Меѓутоа се снајдовме и верувам дека како држава барем добиваме една одлична оцена за оваа посета. Колега Чаловски, ти благодариме за вклучувањето во Живот медија центарот во Домот на Арама, секако со нови детали. Те очекуваме во следните информативни изданија. Лепа ти благодариме и на тебе за презентираните информации од досегашниот дел од посетата на папата Франциск во Скопје. Ви благодарам и јас. Време е да се, секако повеќе информации. Да, така е, на а информативните бидејќи малку изданија. веќе го пробиваме терминот, време е да се одјавиме што побрзо, бидејќи Так. следуваат вести. Накратко, само со мене и со Антонио се гледате повторно во 15 часот и 20 минути. Во продолжение следуваат вестите со колегата Александар Петревски. Останете со програмата на 1 това.